Ке стане ли коридорот 10 неискористен правец со синоним на лошо менаџирање? Ова ќе се случи ако поранешните југословенски републики не се договорат околу побрзиот транзит на стока. Токму царинските формалности и задржувањето на границите низ овие земји ги натера европските компании се почесто да го заобиколуваат коридорот 10 и да го користат коридорот 4, правец кој минува низ земји од Европската унија и каде не постојат формални пречки за побрз транзит. Пред неколку денови представници од железничката алијанса Карго 10 се собраа во земјава за да најдат решение како да го надминат овој проблем и сериозно да се удри на конкуренцијата. Коридорот 4 се простира на патот односно патот на тој коридор поминува низ земји кои што се членки на Европската унија, кои што немаат гранични бариери, каде што движењето на возовите оди многу полесно и меѓутоа е исто така подолг за околу 1000 километри. И тука ја гледаме ние шансата да, доколку ги скратиме царинските формалности, односно формалностите меѓу нас самите железнички транспортери кои што ни губат доста време, би можеле да бидеме конкурентни на транспортот на коридорот 4. Коридорот 4 започнува од Германија, минува низ Чешка, Унгарија, Романија, Бугарија па се до Турција. Низ него поминува железничка пруга, автопат, 10 аеродроми и 8 пристаништа. Но и покрај ова, железничарите велат дека транспортот на стока е намален токму поради силното фаворизирање и царинските пречки на овој правец. Во однос на некои претходни времења, кога овој коридор функционирал нормално, значи во бившите времења на бившата Југославија, да, имаме намалување на бројот на возови, затоа што конкуренцијата од другата страна е пред се од австријски и германски железници и така натаму, кои што се компании со подобра организација, повисоко реноме и така натаму. Од транспорт вела дека кај нас овој проблем нема директно влијание. Намалениот транспорт е поради ситуацијата во Грција, но оптимисти се со приватизацијата на Солунското пристаниште, каде се очекува целиот транзит да минува низ Македонија.